луѓе кои што се охрабриле да дадат информации за на сите да ни биде подобро, треба да бидат не само наградени, но треба да бидат и почитувани и соодветно третирани од страна на државата во која што живеат и работат. Му благодарам на Ѓорги што ми се придружи денеска. Сакавме сите да дознаете за ова ситуација, за оваа номинација. Жалам што Звонко не е тука, му доделивме почесно место. Сега би сакала неколку зборови да ви каже Ѓорги за тоа како тој го доживува се тоа. Повели Ѓорги. Благодарам што дојдовте и што имам можност да кажам што мислам во врска со тоа како јас и Звонко се најдовме во ова ексклузивно друштво на луѓе кои што воопшто не размислувале за својот живот, само за да ја донесат вистината до граѓаните. Ако приметивте, од вклучувајќи ја новинарката од Малта која што убиена во експлозија на автомобил бомба при крајот на 2017 година, и Јан Куцијак, словачкиот млад новинар кој што немал ни 27 години, убиен во февруари оваа година, ќе видите дека од 6 луѓе што се овде спомнати, двајца се веќе мртви. И во тој смисол сега ми се враќа филмот и што се поминавме и како беше. И мислам дека навистина е сатисфакцијата е голема, но не можеме да заборавиме ни што се поминавме и со какви луѓе се соочивме. Мислам дека експанзијата на криминалот, на корупцијата е страшна, дека е присутна насекаде во Европа и во светот и особено на Балканот, ги уништува општествата. Изолувањето на младите луѓе е директно поврзано со тоа. Значи, постои некоја стратегија на избирање на луѓе од доверба, кои што служат за спроведување на планови и на политики кои што се само во интерес на одредени групи на политички елити. Мислам дека тоа мора да престане, мора да почне секоја држава, особено на Балканот, да живее водена од луѓе со интегритет и дека институциите кои што беа заробени и веројатно се уште се, мораат да се ослободат и треба да им се даде шанса на луѓето кои што не се политички оптоварени да носат одлуки во интерес на сите граѓани на нашите земји. Многу ми е жал што Звонко не беше во состојба денеска да дојде. Се возбуди од самата награда, се израдува, од друга страна секое појавување негово во јавноста му е травма, затоа што уште не е излечен од стравот што се може да се случи и што ќе се случи кога на крајот на краиштата овој случај ќе се заборави, а некој што сака да се освети, може би се уште тоа го планира и во него тоа тлее. Јас навистина мораме сега да се движиме вртејќи ја главата лево-десно да видиме кој е во близина, кој не гледа. Едноставно не се чувствуваме слободно, а знаеме дека исто така никој не заштитува. И тоа е ситуацијата, да се надеваме дека доаѓаат подобри времиња и за свиркачите и за луѓето со интегритет. Благодарам. Благодарам, Ѓорги. Уште еднаш да ти честитам за храброста и твојата и на Звонко, да се заблагодарам
во мое лично име, во име на семејството мое, во име на сите нас, за тоа што го направивте. И се надевам дека ќе најдеме сили сите заедно да ги поставиме работите како што треба, за да може во иднина да сметаме на тоа дека ќе имаме вакви храбри луѓе тогаш кога ќе затреба. И сметам дека ова е сосема доволен повод, оваа награда е навистина, или оваа номинација е веќе награда, според мене. И мислам дека е сосема заслужено и ви посакувам мирни денови понатаму. Сега да ги прашаме присутните представници од медиумите дали имаат прашања. Доколку после прашањата имаме таму и слободно дружење и закуска заедно сите, за да поразговараме за тоа како да се заштитат и новинарите, и укажувачите, и оние кои што сакаат да зборуваат за вистината. Јана Кока, прашањето ми е до господинот Лазаревски. Никој ли досега од владата, од институциите, би се нема обратено да во смисла на тоа да го спроведе едноставно законот и да ви овозможи таа заштита, и доколку некој ви се обратил, во каква смисла беше тоа? Па до сега не сум имал некои официјални обраќања, а сите обраќања кои што ги имам добиено се во смисол зошто не треба и што е причината да не можам да се вратам таму кај што припаѓам. Господин Лазаревски, вие долго време сте работеле во петата управа, односно оддел за оперативна техника, како што е официјално име на таа управа. Сега веќе не сте таму. Меѓутоа, за малку прашањето ми е дали правите планови да се вратите таму, односно дали некој ви понудил таква работа, ајде сега со формирањето на таа оперативно-техничка агенција, нели може да конкурирате за работа таму, дали воопшто размислувате да се вратите на такво место, бидејќи нели потекнувате од таков сектор и целосно вашето искуство е поврзано со таа работа? Јас најдобро знам да ја работам таа работа. Од првото работно место ми припаѓам и се чувствувам како припадник на безбедносните служби. Јасни ми се потребите да се одвои прислушувањето од влијанието пред на УБК, а и на останатите безбедносни служби, за да може да се спроведува без притисок и многу поефикасно само за борба против криминалот и заштита на безбедноста на државата. Не сум одлучил се уште, можеби ќе се пријавам на конкурсот за директор на ОТА, но сега во овој момент не би знаел да ви кажам. Мене ми беше целта да се вратам во МВР, бидејќи јас го напуштив МВР пред се за да ги заштитам бомбите. И точно се знае дека тоа го направив заради бомбите, но сега не постои никаква иницијатива, таа моја лична жртва, да биде исправена. Јасно е што тогаш морав да напуштам, бидејќи бев исправен пред одредени закани, за кои што моите соработници беа свесни. Сега не се враќам, без посебно јасно објаснување. Мене навистина не ми е јасно и не знам дали некогаш ќе ми биде јасно. Важно е дека таа моја желба да се вратам, да се пензионирам таму, сега за сега не се исполнува, а јас никому па не сум ни кажал јавно. Прв пат да јавно да признавам дека навистина сакав таму да се вратам. Уште едно прашање за двајцата. Гледате ситуацијата во Грција што се случи со аболицијата што им беше признаена на токму тие две лица кои учествува
она што вие го откривте, како се чувствувате и што мислите дали таа аболиција уште треба да се важи и покрај тоа што е поништено? И за вас, и за вас. Па ќе ви кажам едно размислување со мојот колега што го имавме. Повеќе е тоа негова размислување отколку мое. Приметувате дека некој жестоко се бори за тие луѓе, да ги спаси, да ги заштити, да има обезбеди логистика. Значи, а ние сме, да речеме, сами. И сега ја приметувате разлика